Коста, Марија, Николина, Андреј и Бубу во изминатите месеци научија многу за енергетската ефикасност и потрошувачката на апаратите во домот. Сега им е многу појасно што влегува во месечната сметка за електрична енергија. Месечната потрошувачка на едно просечно семејство се состои од фрижидер 12 часови дневно или 108 киловат часови месечно, телевизор 3,5 часови дневно или 21 киловат час месечно, осветлување во просек 10 светилки 2,5 часови дневно или 45 киловат часови месечно, шпоред со рерна 1 час дневно или 120 киловат часови месечно, мали куински апарати 2 часа работа неделно или 6 киловат часови месечно, машина за перење во просек 3 часа неделно или 29 киловат часови месечно, мали апарати како лаптоп и полначи 1 час дневно или 9 киловат часови месечно, користење на бойлер 1 час дневно или 60 киловат часови месечно, машина за садови 1 час дневно или 90 киловат часови месечно, правосмукалка 2 часа неделно или 13 киловат часови месечно, фен за коса во просек 6 минути дневно или 6 киловат часови месечно, компјутер 2 часа дневно или 12 киловат часови месечно, пегла 12 минути дневно или 9 киловат часови месечно. Ова се вкупно 529 киловат часови месечно, во месеците кога не е потребно да се лади или грее домот. Ако ги помножиме со просечната цена за домаќинства од 4,45 денари за киловат час, добиваме сума од 2354 денари. Но летата во Македонија обично се многу топли, па во летните месеци за разладување се користат клима уреди, и тоа просечно по 7 часови дневно. Тоа се дополнителни 420 киловат часови месечно, кои ја зголемуваат сметката за 1869 денари. Оние семејства пак, кои како Јаневи се греат на струја, во зимските месеци само за греење трошат 1080 киловат часови месечно или дополнителни 4806 денари на месечната сметка. Она што Јаневи не го знаеа е дека во сметката за електрична енергија влегува и ставка за улично осветлување од 140 денари месечно за сите домаќинства во Македонија, наменето за општината во која тие живеат. Ако Јаневи отидат на заеднички ручек во ресторан, на крајот кога ќе дојде сметката, секој ќе може точно да пресмета колку потрошил. За разлика од ресторан, во сметката за електрична енергија е многу потешко да се утврди кој колку потрошил. И токму затоа секој треба да знае, но и да внимава колку троши. А исто како сметката во ресторан, така е и со сметката за струја. Мора да платите се што сте потрошиле. Па затоа е најдобро да трошите само онолку колку што ви е неопходно. А од толку гледање во храна, Бубу огладнува. Сепак, Јаневи во изминатиот период научија и дека со едноставни промени на навиките и минимални инвестиции може да се намали месечната сметка. Тие сега ги заменија светилките со штедливи и совесно ги исклучуваат кога не им се потребни. Ги изолираа сите прозорци во домот. Користат соодветни рингли спрема големината на садовите за готвење. Не го држат фрижидерот подолго време отворен. Ја исклучуваат рерната 10 минути пред крајот на готвењето. Го исклучуваат телевизорот од стендбај. Ефикасно го користат бојлерот. Ја вклучуваат машината за перење на соодветна програма и не ја користат опцијата за сушење. Пеглаат само повеќе парчиња облека наеднаш. Ги одржуваат уредите за ладење и греење. И внимаваат да нема загуба на енергија. Секое семејство може, со мали промени во навиките, да постигне големи резултати во заштедата на електрична енергија во својот дом. Треба да сме свесни дека сите апарати во домаќинството трошат енергија. Некои помалку, некои повеќе. А за да пресметаме колку, математиката е едноставна.